Сонцето се уште не беше изгреало над малиот град Блантаер, блиску до Глазгов, во Шкотска. Но веќе можеа да се чујат чекори кои брзаа по темните улици. Почнуваше уште еден ден во животниот пат на Давид Ливингстон. Малиот Давид Ливингстон не можеше да замисли дека неговиот животен пат ќе го води од сиромашните почетоци на животот, од малечката соба во која го почна животот и која беше 4,5 со 3 метри, до огромните диви шуми во Африка, помеѓу домородечките племиња кои никогаш не виделе бел човек. Бог имаше план со животот на Давид и чекор по чекор му го откриваше. Но 10-годишниот Давид не беше свесен за тоа. Кога секое утро трчаше за на работа уште пред 6 часот. Во пределницата тој работеше 14 часа на ден. 6 денови во неделата. Заглушуван од звукот на макарите во жештината. Тој не губеше ни момент од работата. Требаше да ги врзува конците кои се скинале на машината. Но кога ќе најдеше слободен момент, ќе извлечеше книга и ќе почнеше да учи. Секоја вечер, во 8 часот, тој одеше 2 часа на училиште. Тогаш ќе си дојдеше дома и ќе читаше се дотогаш додека мајка му, загрижена дека нема да се наспие, не му ја земеше свеќата. Давид растеше во христијанско семејство. Татко му, мајка му и сестра му го имаа примено Христос за нивни спасител. Целото семејство пешачело секоја недела по 5 километри за да отидат в црква и уште толку за да се вратат дома. Давид и се подсмеваше на сестра му дека е христијанка, но тајно плачеше, бидејќи знаеше дека гревот го одвојува од Бог. Длабоко во себе се чувствуваше виновен за непослушноста кон Бог. Тој имаше многу пати слушнато дека Господ Исус, Синот Божи, дојде од небото да ги спаси грешните, со тоа што умре наместо нив. Но дали тоа важеше и за него? Дали Бог го сака? Тој знаеше дека Бог е свет, дека е совршен во се што зборува и прави, дека го мрази гревот во Давид. Па како може Бог да му прости? Ова беше проблемот со кој Давид се мачеше долго време. Тогаш, преку стихови од Библијата, кои некој му ги кажа, Бог му покажа дека, ако навистина му е жал за направениот грев, и ако не греши повеќе, тој ќе го спаси и ќе му прости. Давид почна да им верува на Божите зборови. И кога имаше 16 години, една недела наутро во црквата, тој побара од Исус Христос да дојде во неговото срце и живот и да стане негов спасител и господар. Каков е твојот живот? Ако сакаш да биде вреден пред Бог и да служиш за негова слава, и ти мораш да почнеш од тука. Мораш да се одвратиш од гревот и да веруваш дека Господ Исус те оправдува пред Бог. Исус Христос мора да биде твој господар. Не смее да има нешто друго поважно од него. Мора да му дозволиш да те контролира со Светиот Дух. Ова ќе го смени правецот на твојот живот, како што направи и со животот на Давид Ливингстон. Сега Господ Исус го зеде животот на Давид во своите раце. Давид почна да се интересира
за работата за Бог. Тој почна да чита за милионите сиромашни луѓе во Кина, кои никогаш не чуле дека Бог ги сака. Од почетокот, тој планираше да се моли за нив и за оние кои се во Кина како мисионери. Тој даваше пари за помош на мисионерите. Меѓутоа, Давид наскоро почувствува дека Бог од него бара повеќе отколку пари. Што повеќе се молеше за тоа, се посигурен стануваше дека Бог сака тој да учи медицина и да стане доктор. Тоа ќе му возможеше да зборува за Исус на сите оние кои ќе дојдеа да се лекуваат кај него. На 24 години, во 1837 година, тој имаше заработено доволно пари за да може да се запише на факултетот во Глазгов и да студира медицина. Имаше само толку пари, колку да студира преку зимата, а преку летото пак работеше во приделницата. Откако заврши со студиите и кога дипломира како доктор, Давид отиде во посебното училиште во Лондон, за да се подготви за мисионерската работа. Таму ја проучуваше Библијата и учеше повеќе за величината Божја. Да се познава Бог и да се врши неговата волја е најголемото нешто кое може да го направи човек. Бог им зборува на нашите срца и не поучува кога ја читаме Библијата, неговото слово. Дали ја читаш Библијата секојдневно? По завршувањето на школувањето, Давид очекуваше да оди во Кина. Но Британија и Кина во тоа време војуваа помеѓу себе. Па на мисионерите не им беше дозволено да одат таму. Давид не беше сигурен што треба да прави. Тој уште се двоумеше што треба да направи. А тогаш сретна еден многу познат мисионер од Африка, наречен доктор Мофат. Тој зборуваше за големата потреба која постои на тој континент. За чадот од 1000 села, каде што не бил ниту еден мисионер, на Давид му се чинеше дека Бог му вели: сакам да одиш таму. Доктор Мофат зборуваше и за големата трагедија предизвикана од трговијата со робови. Давид се одлучи да стори се што може за да им помогне на тие луѓе. Во 5 часот наутро, на 17 ноември 1840 година, Давид и татко му го читаа 121 псалм, кој зборува за Божјата заштита и помош. Тогаш тие заедно отидоа пешки до Глазгов, каде Давид се качи на параброд за Ливерпул. И кога се поздравуваше со татко му, Давид не знаеше дека тие веќе нема никогаш да се сретнат во овој живот. Патувањето од Англија до Африка беше долго, со повремени бури, но на Давид не му беше досадно. Тој го убеди капетанот да го научи како да го користи квадрантот, инструмент кој морнарите го користат да одредат каде се наоѓаат кога пловат. Најпосле бродот пристигна во Кейптаун, но Давид требаше да патува уште 1100 километри, и тоа со воловска запрега, преку реки и планини, се до мисиската станица Куруман во Боцвана. За овој млад човек се беше чудно. Јазикот, обичаите, колибите од кал, неподносливата жештина. Кога Давид виде колку големи се потребите на луѓето на тој континент и колку малку луѓе беа спремни да напуштат се и да ја разгласуваат веста за Исус, заплака. А уште потешка беше мислата за илјадниците села,
зад мисионерската станица во Куруман, за селата зад пустината Калахари, на местата каде никогаш не стапнала ногата на белец. 6 месеци Давид живееше надвор од мисионерската станица, помеѓу домородците. Така го научи нивниот јазик и обичаите. По 2 години престојување во Африка, Давид отвори уште една мисионерска станица во Маботца, околу 300 километри северно од Куруман, далеко од сите белци, обкружен со диви племиња. Давид не се плашеше. Бог го доведе во Африка, а тој вети: "Јас сум секогаш со тебе." Кога го правиме она што Бог бара од нас, никогаш не треба да се плашиме од она што може да ни се случи. Сотоната ќе се обиде да те исплаши со зли мисли кои ќе ти доаѓаат на памет. Но сетете се на Божјото ветување: "Нема да те напуштам, ниту да те заборавам." Давид го искуси тоа. Еднаш кога се врати во мисионерската станица, забележа дека лавови ги нападнале кравите, убивајки неколку. Давид заедно со неколку домородци тргнаа во потрага по лавовите. Кога заобиколи еден рид, виде еден од зверовите како седи на една карпа, околу 30 метри од него. Внимателно нанишани и пукна 2 пати. Но лавот, наместо да падне мртов, разјарено рикна и го нападна. Тој се обидуваше да ја наполни пушката за повторно да пука, но лавот скокна врз него. Едната шепа му ја стави врз главата, го загриза во рамото и го затресе како крпа. Тогаш еден од домородците, кои беа со него, пукна, но и тој промаши. Лавот го виде тоа, го остави Давид тешко ранет на земјата и го нападна домородецот. Уште еден од домородците се обиде да го прободе лавот со копје, но и тој настрада. Одеднаш лавот падна на земјата мртов, бидејќи куршумите го сторија своето. Иако Давид веќе никогаш не успеа да ја излечи докрај левата рака, Господ беше со него и му помогна низ оваа тешко искуство. Во друга прилика, носорог го нападна Давид и како за чудо застана на неколку чекори од него, кога беше речиси сигурно дека ќе биде убиен. Бог не вели дека на оние кои веруваат во него нема да имаат проблеми, но вети дека ќе ни помогне кога ќе имаме потреба. Ние знаеме дека тоа е со нас, дури ако треба и да умреме. Знаеме дека тогаш ќе не земе заедно со него на небото. Затоа, ако Господ Исус е твој спасител, не плаши се да му бидеш верен, дури и во тешкотии. Но Бог не само што го штитеше Давид, тој го водеше во неговиот живот. Додека беше во Кумуран, Давид ја сретна керката на доктор Мофат, Марија, и ја зема за жена во 1845 година. Нивниот прв дом беше мисионерската станица во Маботца. Таму тие го поминуваа времето, учејќи го локалниот јазик, проповедајќи го Евангелието, лечејќи ги болните и учејќи што е можно повеќе за земјата во која се наоѓаа. Подоцна, во 1847 година, Давид и Марија почувствуваа дека треба да отидат пона север, каде имаше многу племиња кои никогаш не го слушнале Евангелието. Заедно, тие изградија нова мисионерска станица 130 километри подалеку во Колобенг, токму на работ на пустината
Калахари. Кога африканците слушнаа дека Давид може да лечи, тие доаѓаа дури од 320 километри подалеку за да се лекуваат. Но тој не заборави дека неговата главна цел е да им каже на луѓето за Господ Исус. Додека ги лекуваше, тие слушаа кога тој зборуваше за Господ Исус, како тој умре за нивните гревови и како воскресна по 3 дена. Но никој од домородците не се обрати и не поверува во Господ Исус како Спасител. Веројатно се плашеле дека ќе бидат малтретирани и убивани ако кажат дека се христијани. Еден ден Давид разбра дека Сехеле, водачот на племето Бехуана, има син кој е болен. Давид отиде да види дали може да му помогне. Бог ги искористи лековите и го оздрави синот на поглавицата, така што тој и Давид станаа пријатели. Додека Давид му кажуваше за Исус, Бог му проговори на срцето на Сехеле и му ја покажа потребата од Спасител. Иако за Сехеле беше тешко да биде поинаков од другите во племето, Бог му помогна да биде послушен на Словото и да се оттргне од гревот. Дали сте го послушале Словото Божјо? И дали сте се одвратиле од гревот за да поверувате во Господ Исус како Спасител? Има само еден Спасител, Господ Исус, кој умре за вашиот грев и кој воскресна за да ве оправда пред Бог. Никој друг не може да го направи тоа. Не можете да го задоволите Бог со сопствените напори да бидете добри. Бог вели дека нашата праведност е како валкана облека во неговите очи. Давид се уште имаше желба да оди кај племињата зад пустината Калахари. И покрај тоа што африканците секогаш ја поминуваа само за време на дождовниот период, кога можеа да најдат вода за пиење, тој сепак не сакаше да чека и тргна на тој опасен пат. Беше многу тешко. Честопати Давид и неговите помошници ги мачеа глад и жед. Секоја вечер, додека седеа покрај огнот, Давид ги слушаше племенските приказни, а тогаш ќе им ја кажеше приказната за крстот. Тој сакаше да им каже на другите за неговиот Спасител и Господ и ја користеше секоја прилика да го направи тоа. Дали им кажуваш на другите за Господ Исус? Или пак се плашиш да кажеш дека му припаѓаш? Господ Исус рече дека ако се срамиш од Него, и тој ќе се засрами од тебе кога ќе го сретнеш во небото. По долго патување низ големата пустина Калахари, која беше толку жешка, што кога бубачките ќе излезеа од дупките на сонцето, веднаш се испекуваа. Давид стигна до езерото Нгами. Овде тој стапи во контакт со луѓето од лутите и опасни племиња и почна да ги поучува за Словото Божјо. Честопати тој мораше да се служи со преведувач, бидејќи не ги знаеше јазиците на сите племиња околу него. За мисионерот и неговото семејство, животот во Африка беше тежок. Сепак, семејството беше речиси секогаш со него, дури и на патувањето преку пустината Калахари. Семејството Ливингстон го ризикуваше својот живот и ја носеше радосната вест за Господ Исус и на места каде што им се смееа. Зад езерото Нгами имаше илјадници луѓе кои живееа во внатрешноста на Африка.
Давид сфати дека ако тие луѓе треба да го чујат Евангелието, мора да има повеќе мисионери кои ќе одат таму. Тој исто така знаеше дека многу од нив ќе умрат ако се обидат да поминат низ пустината Калахари. Затоа Давид реши да најде друг начин да допре до тие луѓе. Во 1853 година, кога имаше 40 години, тој тргна на пат за кој неговите пријатели велеа дека е невозможен. Со себе тој зеде 27 африканци како помошници. Патувањето беше ужасно. Цели 6 месеци тие патуваа низ непознати предели, соочувајќи се со глад, болести, мочуришта и 2400 километри џунгла и најпосле тие стигнаа до западниот брег на Луанда. Давид беше болен и му беше предложено да се врати во Англија. Но без неговата помош, неговите црни пријатели не можеа да го најдат патот до дома. По многу патување, Давид не можеше да најде погодно место за населба. Па затоа со семејството се досели во Кейптаун. Одовде тој го испрати своето семејство за Англија, а тој продолжи со истражувањата. Натажен, тој се поздрави со жената и децата и пак тргна на своето долго, осамено истражување. Многу ноќи тој седеше покрај огнот, напаѓан од инсекти, наводенет од дождовите, изгребан од трње и размислување за своето семејство. Заради Исуса ќе истрпам се, напиша тој. Штета што можам да направам толку малку. Може би ти мислиш дека можеш да направиш и помалку од Давид. Бог бара да му дадеме тоа што имаме, но да го дадеме во целост. Давид се предаде целиот на Господ Исус и беше подготвен да направи се и да оди било каде за него. А што е со тебе? Ако му припаѓаш на Господ Исус, тој бара да му се предадеш во потполност. Најважното за Давид беше да го проповеда Евангелието. Еднаш се случи, кога тој се враќаше од местото по име Линјаути, да сретне група од 6 или 7 илјади домородци на кои им проповедаше, а тие го слушаа. Овде за прв пат Давид се сретна со трговијата со робови. Насекаде имаше знаци на зверства и насилство, предизвикани од трговците со робови. Имаше уништени цели села, од кои младите луѓе беа оковувани во синџири за да не избегат. Затворениците кои беа премногу слаби да одат, беа оставани во дивината за да умрат. Кога ќе ги доведеа на брегот, африканците беа товарани на бродовите како стока и ги пренесуваа во Америка, за да ги продаваат како робови. Многу од нив не го преживуваа патувањето со брод и умираа во пренатрупаните складишта под палубата. Давид, од дното на душата, се обидуваше да стори нешто за да го запре робството. Но во меѓувреме веслаше во кануто по реката Замбези, нагоре и надолу, застанувајќи по селата, проповедајќи го Евангелието и охрабрувајќи ги домородците да поверуваат во Господ Исус, како во Бог и Спасител. Тој веќе го имаше истражено пределот до западниот брег, а сега тргна по реката Замбези кон источниот брег, надевајќи се да отвори нов пат за мисионерите и трговците,
со цел да го спречи на томошното продавање робови. На тоа патување откри едно од најголемите светски чуда. Величенствениот водопад, широк 1500 метри. Давид го нарече Викториин водопад во чест на англиската кралица. Кога Давид најпосле пристигна на источниот брег, тој беше првиот човек кој го поминал Афричкиот континент од едната до другата страна. Тоа беше патување од 6900 километри. Тој беше исцрпен кога се качи на бродот на британската морнарица и по краток престој на Маурициус, за да се излечи од маларија, се врати во Англија. Давид Ливингстон беше надвор од Британија, речиси 16 години, и за негово чудење беше пречекан како херој. Луѓето од целата земја беа чуле за него и му се восхитуваа на храброста. Тие сакаа да слушаат за новите племиња со кои се сретнал, за мапите кои ги направил, ги интересираа растенијата, инсектите и карпите од чудната, непозната Африка. Каде и да одеше, го следеа толпи луѓе. Дури и кралицата Викторија го покани да се сретнат. Таа се смееше кога Давид и кажа дека еден по главица, сакајки да знае колку е богата кралицата, прашал колку кози има. Сепак изгледаше дека само малку луѓе се интересираа за најважната работа, која ја вршеше Давид. Проповедањето на Евангелието на оние кои дотогаш не го слушнале. Давид сакаше да се врати во Африка. Тој ги сакаше луѓето и сакаше да им помогне. Меѓутоа, оние кои му даваа пари за да му помогнат во проповедувањето, сметаа дека нема да можат да го прават тоа и понатаму, ако тој поминува толку многу време во истражување. Затоа, кога британската влада го замоли да води експедиција во Африка, со тоа што му понудија опрема и луѓе, тој прифати со радост. Но како можеше истражувањето да и помогне на мисионерската работа? Оние 46.400 километри, кои Давид ги пропатува за време на својот живот, беа од огромна важност. Во подоцнежните години, кога мисионерите одеа во Африка, тие ги користеа мапите кои ги направи Давид за оние области кои не беа дотогаш истражени. Кога тие ќе го спомнеа името Давид Ливингстон, домородците со радост ги примаа мисионерите, бидејќи тие го сакаа и го почитуваа големиот мисионер и истражувач. Да, овие експедиции беа од голема полза за делото Божјо. Кога Давид се врати во Африка, со него беше и жена му. Додека пловеа нагоре по реката Замбези, во пеколната жештина, тие мораа да расчистуваат пат низ мангровите гранки кои висеа над реката. Патот стануваше се понапорен. Некои од експедицијата се разболеа од треска, а и стануваше тешко да се управува со бродот, бидејќи реката стануваше се поплитка. Најпосле, кога дојдоа до брзаците, мора да се симнат од бродот и да продолжат пешки. Сепак Давид беше пресреќен што најпосле најде место во ридовите каде што може да се населат белци. И тука тие се соочија со една банда која тргуваше со робови, на кои им се приклучиле и црнци, кои беа наоружани со пушки и имаа рогови во кои дуваа. Кога ја видоа експедицијата која ја водеше Давид, тие избегаа во шумата
и 84 заробеника беа ослободени. Поради тоа, трговците со робови го замразија Давид и се закануваа дека ќе го убијат. За време на неговите патувања, Бог го штитеше Давид и му ја даваше потребната сила. Сега тој мораше да бара сила од Бог, бидејќи овде умре неговата жена Марија, болна од треска. Таа беше закопана во необележан гроб во шумата. Давид беше очен. Во својот дневник запиша: несреќата ми ја однесе сета сила. Се чувствувам дека веќе немам храброст, но сепак ќе си ја исполнам должноста. На почетокот на 1866 година Давид се впушти во уште една авантура. Овој пат тргна на север да го истражи езерото Њаса и да ги открие изворите на реките Замбези, Конго и Нил. Ако успееше да го направи тоа, на мисионерите ќе им дадеше уште еден пат за навлегување во Африка. Тој поминуваше низ села, каде што луѓето се однесуваа сурово еден кон друг. Во едно село видел врата покриена со 60 човечки черепи, каде што луѓето беа казнувани со сечење раци или уши. Патот стана толку тежок и опасен, што некој од носачите побегнаа, однесувајќи ги со себе драгоцените залихи, вклучувајќи ги и лековите. Но Давид не се откажа. Тој знаеше дека Бог е со него. Без разлика со какви тешкотии се сретнуваше, постоеа две работи кои никогаш не заборави да ги направи. Секој ден тој разговараше со својот небесен татко во молитва и читаше од Словото Божјо. Неговиот омилен стих беше во Евангелието по Матеј, 28 глава, 20 стих. Јас сум со вас во сите дни до крајот на светот. За овие 4 години тој ја прочита целата Библија 4 пати. Давид сакаше подобро да го запознае Бог, за подобро да му служи. Тој го изгуби драгоцениот кинин, кој беше лек за смртоносната маларија и стана сериозно болен. Со чиреви на нозете, со месеци се пробиваше низ тропските шуми и реки. Најпосле мораше да се врати во Уџуи, на источниот брег на езерото Танганјика. За чудо, со помошта на еден љубезен араб по име Суси, тој почна да закрепнува. На 10 ноември 1871 година Суси дотрча толку брзо колку што можеше и извика: доаѓа еден англичанец, бидејќи никој немаше примено никаква вест за мисионерот истражувач цели 4 години. Еден американски весник го испрати Хенри Мортон Стенлеј да го пронајде Давид. Доктор Ливингстон, предпоставувам, беа првите зборови на Стенлеј кога се сретнаа. Стенлеј сакаше да го наговори Давид да се врати со него во Европа, но тој одби. Тој имаше уште работа која требаше да ја заврши за Бог и не сакаше да се откаже додека не ја заврши до крај. Подоцна Стенлеј запиша: 4 месеци и 4 дена живеев со доктор Ливингстон во истата куќа, чамец или шатор и не можев да му најдам замерка. Нивната разделба беше тажна. Давид веќе никогаш не виде друг белец, а Стенлеј никогаш не заборави на примерот што го виде во него. Како резултат, тој стана христијанин и подоцна отиде во Африка како мисионер. На својот 59-ти роден ден,
5 дена откако си одиде Стенлеј, Давид Ливингстон напиша: Мој Исус, мој цар, мој живот, моје се, пак се предавам целосно на тебе. Прифати ме, татко, и вети ми дека пред да умрам ќе ја завршам задачата која си ми ја доверил. Тоа го барам во името на Исус. Амин. Давид го сакаше Бог повеќе од било што и било кој. Беше спремен во послушност да го даде и својот живот за него. Бог бара од секој кој го примил Господ Исус како Спасител да го направи истото. Во Библијата Бог вели дека не сме своји, туку сме купени. Бог ја плати цената со смртта на неговиот син Господ Исус. Исто така, Библијата вели дека сме помирени, вратени назад со скапоцената Христова крв. Дали некогаш си размислувал колкава е цената на твоето спасение од гревот? Дали навистина го сакаш Бог, бидејќи тој толку многу те сака и направи толку многу за тебе? Дали го сакаш повеќе од се и од секој? Тогаш покажи му дека го сакаш, со тоа што ќе го направиш она што тој го бара од тебе. Читај го неговото слово, Библијата секојдневно, за да знаеш што е добро во очите Божји. Кажи му дека го сакаш и дека си подготвен да му дозволиш да прави со тебе и со твојот живот она што му е драго. Неколку недели подоцна, на она што беше негово последно патување, неговата експедиција се влечкаше во постојан дожд, покалливи патеки и извори полни пијавици. Давид повторно се разболе и додека лежеше в кревет, го нападнаа мравки кои го касаа по нозете и го раскрвавија. Тој избега од креветот и му требаа 2 часа за да се ослободи од мравките кои беа врз него. Силниот дожд продолжуваше. Преладен и мокар, тој запиша: Ништо на оваа земја нема да ме натера да се откажам од она што го правам или да се разочарам. Се храбрам со Бога и одам напред. Меѓутоа, на крајот на април 1873 година, Давид беше толку слаб, што мораа да го носат преку реката Лули Мала на носила направени од гранки и мов. Еден час пред зората на 1 мај, едно момче ги повика Суси и Чума да дојдат во шаторот на Давид. Неговите африкански пријатели го најдоа како клечи покрај креветот со сивата глава закопана во рацете. Тој се молеше. Но Давид не се помрднуваше. Големиот мисионер и истражувач беше мртов. Отиде да биде со својот Господ и Спасител. Веста се прошири многу брзо и африканците во областа која беше голема колку цела Европа тажеа. Тогаш неговите блиски пријатели и помошници направија нешто чудно за нас. Тие го извадија срцето од телото на Давид и со почит го закопаа во коренот на едно големо дрво, блиску до местото каде што умре. Ова беше нивни начин за да оддадат почит кон Давид и да покажат дека неговото срце беше во Африка. Тие знаеа дека тој ја сака Африка со целото срце. Африканците знаеа дека Давид има многу пријатели во Англија и тие сакаа да им го вратат телото. Затоа тие го балсамираа, го ставија во издлабено стебло, зашија цврсто платно над отворот и го закачија на долг стап, со кој 2 луѓе го носеа. Тогаш тргна најдолгата погребна поворка повеќе од 1600 километри до Занзибар, пат за кој им беа потребни 9 месеци. Оттаму телото беше пренесено со брод во Англија. Во Лондон беше организиран погреб од страна на државата.
целиот град состоење му оддаде почит на телото на Давид Ливингстон, кое е погребано во Вестминстерската опатија во Лондон. На неговиот гроб во Вестминстерската опатија запишани се некои податоци за неговиот живот, а на работ околу плочата се запишани 2 стиха од Библијата. Матеј 28:20. Јас сум со вас во сите дни до крајот на светот. И Јован 10:16. И други овци имам, што не се од ова трло, и нив треба да ги приберам. И ќе го чујат гласот мој, и ќе бидат едно стадо и еден пастир. Давид Ливингстон отиде многу подалеку од темните улички на Шатл Роуд во Блантајр. Сиромашното малечко момче од Шкотска, кое беше спасено преку Господ Исус, стана еден од најголемите светски мисионери. А во Африка, многу од луѓето му благодареа на Бог што им го испрати Давид. Тој им кажа за Спасителот Господ Исус Христос. Многумина го ставија гревот и поверуваа во Бог. Многумина во Британија, поттикнати од животот на Давид, отидоа во Африка, за да ја продолжат мисионерската работа, која ја започна тој. Неколку години подоцна, продавањето робови беше запрено. Животот на Давид Ливингстон зборува и денес. Неговиот пример е предизвик за нас. Во кој правец оди твојот живот? Дали си се оттргнал од гревот? Дали си поверувал во Господ Исус како во твој спасител? Тоа е првиот чекор во вршењето на волјата Божја. Така се станува христијанин. Кога ќе го направиш тој чекор, Бог ќе ти го покаже неговиот план за твојот живот. Бог, преку твојот живот, може да се прослави себе си, само ако Господ Исус е твој спасител и ако си подготвен да го слушаш. Може би Бог ќе бара од тебе да отидеш во друга земја и да бидеш мисионер во неа. Или ќе сака да останеш дома и таму да сведочиш за Него, да им кажуваш на другите за Спасителот. Кога ќе заврши твојот живот, нема да биде важно што велат луѓето за тебе, туку што вели Бог. Патувај по твојот животен пат во послушност кон Бог. Така ќе го прославиш и ќе ги слушнеш неговите зборови. Добро е, добар и праведен слуго, влези во радоста Господова.